Здраво на сите и добре дојдовте на нова рецензија на книга. Пред некое време кажав дека ќе правам рецензии на класици и ќе почнам една серија, ќе направам плейлиста со наслов класици и решив да почнам со еден од со романот кој што се смета за еден од најдобрите романи на 20 век, особено во руската литература, тоа е Мајсторот и Маргарита од Михаил Булгаков. Сега да се зборува за тоа што е класик е премногу широка тема и широко прашање се поставува прашањето дали класици треба да ги земеме како класици делата од античката литература, што е со средниот век, со тие дела од средниот век, дали можеби за класици треба во литературата да ги земеме оние дела што се од модерното доба, да речеме, не знам, од 16-17 век, дали се тоа станува збор за Шекспир или на пример за Сервантес, Дон Кихот, дали за, не знам, 17-18 век, или пак може да зборуваме, некои луѓе зборуваат и за современи, модерни класици, и обично тука се во тие модерни класици се ставаат дела некаде до Втората светска војна, до тој период до 50-тите години. Јас мислам дека класици се оние дела кои што се препознаени како квалитетни, вредни дела кои што биле препознаени и од критичарите и од читателството и се го издржале тестот на времето и се уште го привлекуваат вниманието и се уште луѓето уживаат во читање на тие романи, така што нема да се замараме премногу со тоа што е класик, меѓутоа дефинитивно Мајсторот и Маргарита можеме слободно да кажеме дека станува збор за класик. Јас го имам ова издание од издавачката Куќа 3. Ова е, мислам, постар превод, преведена е од Тања Урошевиќ, со тоа што постар превод, меѓутоа облечена во нова облека, ова убаво издание, убава корица. Има некои 400 страни. И ова дело, овој превод, оваа книга може да ја читаме на македонски. Значи, исто како што беше случајот и со Шостаковиќ во Шумот на времето, за кој што зборував минатиот пат, мислам дека мора и за овој роман да се даде малку контекст и да се спомнат неколку збора за Михаил Булгаков. Михаил Булгаков е роден во последната 1891 година, умира во 1940 година, меѓутоа неговото творештво, најобемниот дел од неговото творештво е после револуцијата, значи во Советскиот сојуз. Но она што е интересно за него што значи тој почнал бил доктор, медицински доктор, лекар, значи и почнал кариера, меѓутоа решил подоцна да се посвети на литературата и особено ја сакал драмата, го сакал театарот, пишувал театарски представи, пишувал драми, пишувал и објавил неколку раскази, неколку кратки повести, новели. Меѓутоа, Мајсторот и Маргарита е неговото ремек дело, неговото животно дело. Меѓутоа, оно што е интересно што во Советскиот сојуз, значи нели во времето на кога владее Сталин, уметниците, писателите, композиторите, значи буквално се одат по тенка линија, не знаејќи кога може нивната кариера тотално да заврши или во најлош случај да бидат убиени или прогонети во некаков гулаг на Сибир или некаде далеку. Со тоа што интересното е со Булгаков почнал да негови представи да се играат во театарот, меѓутоа и во еден случај дури кога критиката се свртала против него, се вели дека Сталин лично се заложил за него и рекол дека Булгаков сепак е над тие поделби на лево и десно и над политиката и се заложил за него и му го поштедил животот. Меѓутоа и покрај тоа, после некое време едноставно критиката се свртала против Булгаков и тој не можел повеќе останал да работи во театар, меѓутоа немало шанси да се изрази, да го изрази раскошот на неговиот капацитет, на неговата креативност и да објавува. Едноставно неговата кариера во таа смисла била завршена. Со голема фрустрација тој сакал да емигрира, да си замине од Русија, не му било дозволено и во последните 12 години од неговиот живот, значи почнувајќи негде 1928-29 година, почнува да го пишува Мајсторот и Маргарита се до неговата смрт. Она што е интересно што овој роман дури 27 години, 67 мислам во Русија, значи се откриени ракописите на овој роман објавени, меѓутоа со цензура, значи биле кратени некои делови, меѓутоа некои ракописи се провнале, значи излегле од Русија, отишла на запад, таму биле во комплетно преведени и издадени, подоцна и на руски целиот роман издаден, така што
дури 26-27 години после смртта на Булгаков е објавено ова ремек дело и доживува светска слава. Значи, ова е тотално откачен роман, тотално не е некаква си обична, трогателна, не знам, драма или приказна, тотално има неочекувани моменти. Значи, во Русија, во Москва, во 20-тите години доаѓа сатаната, доаѓа ѓаволот, нели представен во ликот на еден професор по име Воланд, заедно со неговата урнебесна луда дружина, меѓу кои е Бегемот, една мачка, огромна мачка која што зборува Азазело, Коровјов. Значи, тоа се неколку ликови кои што се негови придружници и тој треба да одржи една шоу, една представа во еден од театрите во Москва. Меѓутоа, со самото негово доаѓање во Москва, тој прави тотален хаос, тотален неред, особено станува збор тука за литературните кругови на Москва или најпознатото литературно здружение Масолит, чиј председател е познатиот Берлиос, кој што на самиот почеток на романот и гледаме неговата средба со Воланд и она што ќе му се случи на Берлиос. Воланд го зазема станот на Берлиос и едноставно почна да прави сплетки, да ги смеува, особено писателите и елитата, културната елита тогаш во Москва. Прави едно шоу на кој тотално ги избрлавува, луѓето излегуваат од шоуто трчајќи по долна облека или голи, мислејќи дека во тотална илузија, дека не знам се облечени, пари врнат од небото, една тотална урнебесна ситуација со многу хумор. Тоа е една работа. Друга работа е што во поговорот во оваа книга има еден многу убав поговор од професорот Влада Урошевиќ и тој вели дека можеме да го читаме и ќе го следам него во однос на тоа, може да го читаме овој роман Мајсторот и Маргарита на 3 нивоа. Може да го читаме како роман за романот, роман во романот и роман околу романот. И да објаснам што тој сака да каже со тоа. Роман во романот, или не, всушност за почеток, роман за романот е тоа што во малку од кога ќе почне целиот тој хаос со Воланд и неговата дружина, и еден млад поет ќе заврши во лудница, тамо ќе се сретне со мајсторот кој што е писател, кој што завршил во лудница поради лошата критика и литературните критичари кои се свртеле против него затоа што пишувал роман за Понтиј Пилат и Исус од Назарет. И целата таа случка, последните денови на Исус, судењето и така натаму, разговорите меѓу Пилат и Исус Христос. Романот тој го фрла, го спалува. И интересното е што тоа е еден автобиографски момент и Булгаков, додека го пишува Мајсторот и Маргарита, после одредено време го спалува романот, го фрла и подоцна повторно го рекреира од сеќавање и одново го пишува, ама го трпно. Значи, го гледаме тој човек кој што завршува во лудница поради тоа негово дело. И во самиот овој во Мајсторот и Маргарита, подоцна гледаме роман во романот, има цели огромни делови во кои што гледаме делчиња од буквално од тој роман кој што мајсторот, писателот, мајсторот, главниот лик во романов, го има пишувано. И тоа го има на неколку пати се појавува во романот и е буквално пишано и дури само да го имаме како текст, како метафикциски дел, тој роман, само тоа да го имаме е толку убаво напишано што би уживале и само во тој роман. Но третиот дел е роман околу романот и тоа е она што действието околу Воланд, околу неговата дружина, околу хаосот што го предизвикуваат во Москва и така натаму. И подоцна, некаде околу средината романот, ја гледаме Маргарита, која што е партнерка, која што е љубовница на мајсторот и која што има загубено контакт со него и таа ќе направи пакт со Воланд, со ѓаволот, само за да го ослободи мајсторот. И ќе видите понатаму што ќе се случи, значи не се ова спойлери, затоа што има премногу елементи во романот кои што се тотално пружаат тотално, не знам, естетско доживување и уживање и хумор и така натака. Ја гледаме Маргарита и тука веднаш паѓа и читав и рецензии и многу критичари, веднаш тука паѓа во очи споредбата, сличноста со легендата за Фауст, која што особено Гете ја
ја има запишано во облик на книга, меѓутоа таа стара легенда за Фауст, во кој што Фауст прави пакт со ѓаволот за да ја задобие љубовта на Маргарета, меѓутоа Булгаков прави еден твист тука, еден пресврт, и тука Маргарита ја гледаме како прави пакт со Воланд само за да го ослободи мајсторот. Значи Фауст е постојано присутна тема и со некои скриени елементи, постојано присутна тема во овој роман. Оно што е интересно и што го прави овој роман интересен и необичен е спојот меѓу фантастичното, меѓу магијата, меѓу илузијата, меѓу она што Воланд го прави земајќи ги мајсторите Маргарита и пренесувајќи ги во друга димензија, движејќи се низ просторот, низ времето. Од друга страна спојот со хуморот, тотално се урнебесни и хумористични ликови, придружниците на Воланд и се она што го прават, има еден многу убав хумор во сето тоа. И професорот Урошевиќ всушност вели во однос на тоа, тој вели, ми се допадна, тој вели смејата исто така го хуманизира надприродното, разбивајќи ги низ подбивањето со него нашите рационални отпори кон можноста од негово појавување. Значи на многу со смејата и хуморот ни помагаат да го намалат кај нас отпорот кон надприродното, кон магиското во овој случај со тоа што би го отпишале или пак би го земале пресериозно. Нормално сваќаме дека Булгаков, ова не е само обичен роман, може да го читаме на површинско ниво и да го читаме како убава приказна, необична приказна со доста хумор, доста чудни заплети, меѓутоа секако дека ова е роман кој што е силна критика на Советскиот сојуз и на односот на власта и на државата кон уметниците во тоа време. Особено и на самиот почеток и целата таа приказна со Понтиј Пилат, со Исус, ѓаволот доаѓа, влегува во Москва во 20-тите години, во кој што и на самиот почеток низ разговорите меѓу Воланд и Берлиос и бездомни, поетот се гледа дека ти имаат ставови дека преовладува атеизмот и едноставно неверувањето во постоењето на Бога, и тука Булгаков на многу интересен, на многу смел начин го воведува ѓаволот, го воведува Воланд, напротив како контратежа и како провокација на еден систем кој што се базира на материјализмот, на рационализмот, и тој го воведува ирационалното, го воведува надприродното, магиското, за да направи тотален хаос во тој систем кој што замислува дека едноставно се има разбрано, се има објаснето и сега ќе го гради, ќе гради иднината врз материјалистичко, рационалистички концепти и разбирања на реалноста. Воведувањето на Воланд, на сатаната во овој случај не е само како некаква мрачна, негативна, деструктивна сила која што би носела зло, туку буквално да си поигра со критичарите, со оние кои што се ја имаат моќта и кажуваат кој смее да биде објавуван, кој не смее да биде објавуван, буквално тие што се вршат цензура врз творештвото на луѓето во Советскиот сојуз, и да си поигра со нив затоа што тие сметат дека тие го застапуваат рационалното, едноставно поредокот, уреденоста, значи едноставно го ја застапуваат добрата уметност, со тоа што тука има една амбивалентност и може да се запрашаме на чија страна всушност се уметниците, дали на страната вистинските уметници, дали на страната на силите на темнината или на силите на светлината, и тука има едно истинско поигрување, затоа што во случајов силите на светлината или представниците на светлината би биле представниците на власта, меѓутоа со самото тоа што ѓаволот застанува позади мајсторот, застанува позади него и неговото дело и прави тотален хаос, ни остава отворено прашање да видиме всушност дека уметноста е и црно и бело, и дека не е само на едната страна, и дека и двете страни, и црното и белото и темнината, и борба меѓу темнината и светлината предонесува за автентична уметност. Значи тоа се тие интересни моменти во овој роман кои што повторно ќе кажам, ова не е некаков сериозен, не знам, романтичен или потресен роман, иако може да го жанровски да го одредиме на повеќе начини, може да го одредиме како љубовна приказна, како фантастично хумористична приказна, како филозофско метафизичка приказна.
се е тоа окей, меѓутоа се додека не го прочитате романот, нема да сватите за што станува збор. Знам дека доста од вас сте го читале романот, слободно искоментирайте што најмногу ви се допадна. Исто така има пред не знам колку време ја гледав представата во МНТ. Никола Ристановски е Воланд. Тотално многу добро е прикажана дружината околу него и представата траеше повеќе од 5 часа, меѓутоа тотално уживав и чекам повторно да ја гледам. Ако сте ја гледале, слободно искоментирајте. Значи ова е ремек дело на 20-тиот век. Точно, ремек дело е, нема да се воздржувам да кажам, вистински класик и е книга што треба да се прочита и мислам дека вистински ќе уживате. Така што ви ја препорачувам Мајсторот и Маргарита, е првиот класик за кој што зборувам, подоцна ќе следат и други и се слушаме, се читаме и следете ме на Facebook и се гледаме во следна прилика. Чао!